Една од надлежностите на народниот правобранител, или поинаку наречен омбудсман, е надзор над работењето на институциите од безбедносно-разузнавачкиот сектор. Поедноставено, тој ги штити правата на граѓаните што потенцијално можат да бидат прекршени при дејствувањето на полицијата и тајните служби. Таа заштита на човековите права се однесува на можните прекршувања на постапката при реализација на посебни истражни мерки, следење на комуникациите, постапување на полицијата при апсење или казнување, односот на затворската полиција кон затворениците и слична. Но оваа надлежност не потекнува изворно од Законот за народниот правобранител, туку произлегува од одредбите во други посебни закони. Институцијата е набројана меѓу надзорните тела во Законот за Агенцијата за национална безбедност, а во Законот за следење на комуникациите во член 56 конкретно пишува: Народниот правобранител на Република Македонија врши надзор над законитоста на преземените активности при спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од аспект на заштита на човековите права и слободи. Но иако ги има овие надлежности, омбудсманот не може докрај да ги спроведе. Првенствено, институцијата нема посебен буџет, туку како и многу други, пари бара од Министерството за финансии. Ова ја ограничува слободата и независноста во функционирањето, меѓу другото и при ангажирање потребен кадар, и по стручност и по бројност. А за да можат кадри вработени кај народниот правобранител доследно да вршат надзор над безбедносните и разузнавачките институции, често е потребен пристап до класифицирани информации. Тука се појавила суштинската дилема: дали треба или не да поседуваат безбедносен сертификат. Минатиот правобранител имаше став дека е доволна одредбата од нашиот закон за народниот правобранител, кој што тврди дека сите органи, организации и установи се должни да му ги обезбедат сите податоци без оглед на степенот на тајност и да му овозможат непречено, нели, како соработка, така и остварување на неговите надлежности. Меѓутоа, ставот, да кажам, на институциите по однос на кој што треба да се постапува беше сосема спротивен. Од Канцеларијата на народниот правобранител решиле да направат тест на системот и тргнале во процедура на вадење безбедносни сертификати. Поднесено е за 10 лица, тоа е направено некаде, значи 10 месец 22 година. До сега, во изминатиот временски период, значи ја сега деновиве направивме и дополнителна проверка, добиени се само 2 сертификата и тоа е со време траење од 5 години. Затоа Билбиловски смета дека се потребни законски измени. Токму поради самата неусогласеност на овие 2 закони, да кажеме, во одредбите од материјалниот закон кој што регулира работата на народниот правобранител, во сите овие изминати години не се направени измени со кои што би се усогласила надлежноста по однос на извршувањето и на оваа и ваква надлежност во смисла да се предвиди посебна организацијска единица внатре во институцијата на народниот правобранител, да се систематизираат соодветни работни места, крајно да се предвидат и извршители кои што децидно со решение и кои што би имале работи и работни задачи токму да го вршат надзорот над безбедносните служби. Со измените на Законот за народниот правобранител во 2018 година беше воведен и механизмот за граѓанска контрола над полицијата, како критериум на Советот на Европа. Треба да биде составен од вработени кај народниот правобранител и од тројца надворешни членови од граѓански организации, избрани од собранието. Тие треба да го надгледуваат начинот на постапување на полициските службеници и затворската полиција за евентуални повреди при постапувањето. Председателката на Хелсиншкиот комитет за човекови права, Уранија Пировска, е меѓу тројцата надворешни членови. Улогата на надворешните членови, односно представниците на граѓанските организации кои што на оглас се избрани нели од страна на Комисијата за избор и именувања, е да учествува во работата на надворешниот механизам, да врши посети заедно со членовите на надворешниот механизам, односно луѓето кои што се вработени во народниот правобранител, и да го даде својот, да речам, некако да ја даде таа некоја си додадена вредност од своето искуство на терен, затоа што... Но Пировска вели дека овој механизам се уште не функционира како што треба и порачува дека му е потребна поголема видливост. Заради тоа што зборуваме за вулнерабилна категорија на граѓани. Граѓани кои што се лишени од слобода, граѓани кои што многу често не можат да ја пренесат информацијата
не можат да известат за тоа што им се случува и многу често се плашат да го сторат тоа. Затоа е потребно да постои таков механизам кој што ќе излегува на лице место, ќе врши увид во состојбите и ќе може да врши разговор со осудениците, односно затворениците. Всушност, надворешните членови на механизмот во моментов не се активни, што според народниот правобранител го прави механизмот делумно функционален, бидејќи сепак работат внатрешните членови. Тој вели дека имало недоразбирања околу методологијата за вклученоста на надворешните членови и на доместокот што ќе го добиваат. Ова било речиси надминато во 2023 година, но токму поради финансиската зависност, проблемот повторно се појавил. Собранието во 2023 година има избрано 3 невладини организации и после неколку состаноци со представниците на овие организации е утврдена методологијата за нивно вклучување и начелно е договорен и надоместокот и висината на надоместокот за овие организации. Но за жал, со буџетот за 2024 година и ребалансот на тој буџет кој беше направен летото оваа година, средствата за надоместок за исплата на овие организации не ни беа одобрени. И по мои информации и со проект буџетот за 2025 година, државата не предвидува средства за надоместок за нивниот ангажман. Тоа од друга страна значи формално исполнување на нашата обврска за создавање на механизам за граѓанска контрола, но де факто негово блокирање во функционирањето. Токму поради недостатокот на финансиска, кадровска и просторна независност и поставеност на дел од обврските во други, а не во Законот за народниот правобранител, институцијата со години не може докрај да ги оствари сите надлежности. А без тоа, омбудсманот не може да добие така наречена акредитација со статус А во Европската мрежа на национални институции за човекови права. Институцијата не ги исполнува и обврските што произлегуваат од париските принципи, усвоени со резолуција на Обединетите нации, обврска што ја има преземено и земјава. Во тие принципи се предвидени неколку услови кои овие национални тела треба да ги исполнуваат. Ние, впрочем, сме единствената национална институција во регионот која не ги исполнува овие критериуми, како резултат на неусогласување на нашиот закон со овие принципи на Обединетите нации. Тоа што треба да се додаде во Законот за народниот правобранител, според Зибери, се обврските преземени од Советот на Европа, обврските што произлегуваат од Конвенцијата за заштита на правата на лицата со попреченост, како и дека народниот правобранител треба да биде национален известувач за трговија со луѓе и миграција. Овие и неколку други домени во областа на заштитата на човековите права беа истакнати и во извештајот на Прибе, кога ја скенираше состојбата во нашата земја и нашата земја прифати обврски овие прашања да ги уредува. Но, за жал, досега тоа не е направено. Србија во еден период важеше за позитивен пример во соседството. За време на мандатот на Саша Јанковиќ како народен правобранител од 2007 до 2017 година е направена првата опсежна контрола над безбедносно-разузнавачките институции, која подоцна е истакнувана како добра пракса на европско ниво. И заista u tom periodu, tokom tih 10 godina korišćen zaista pun dijapazon, dakle celokupan spektar nadležnosti i ovlašćenja koje ombudsman ima u odnosu na sektor bezbednosti, pa dakle od zakonodavnih inicijativa kojima su zapravo jačani normativni preduslovi za kontrolu sektora bezbednosti preko uspešnog obaranja određenih starijih zakona pred Ustavnim sudom do velikog broja individualnih postupaka koji su vođeni odnosno na policiju, vojsku i obavešteno bezbednosni sektor. Лука Глушац ја нагласува потребата Северна Македонија да се придвижи кон реформи кои ќе доведат до исполнување на условите за акредитација со статус А. U slučaju Makedonije ombudsman ima B status,
institucija 2011. prolazila kroz akreditaciju, rađene su izmene zakonodavstva umeđu vremenu, neke od tih normativnih prepreka koje su tada postojale za dobijanje A statusa su otklonjale. Ono što je zaista ključno je da država podrži instituciju ombudsmana tako što će pre svega čuvati njenu nezavisnost. Takođe je vrlo važno da se obezbedi finansijska nezavisnost, to znači prosto budžet institucije ombudsmana mora da bude adekvatan i optimalan da bi ona zaista mogla da na pravi način obavlja svoje aktivnosti i zaista koristi svoj mandat. Еден обид за измени во Законот за народниот правобранител на предлог на тројца пратеници беше направен во декември 2023 година. Тие ја поминаа речиси целата собраниска процедура и се најдоа на дневниот ред на последната седница на собранието пред изборите, но не беа изгласани поради повеќе од 1000 амандмани што ги поднесе левица. Дека се неопходни законски измени беше констатирано на конференцијата што кон крајот на минатата година се одржа во Скопје, во организација на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ. На неа, покрај народниот правобранител, учествуваа пратеници, експерти, амбасадори, како и поранешни омбудсмани од повеќе земји. Пораката беше дека со соодветни законски измени, народниот правобранител ќе може да почне да ја практикува надзорната улога над безбедносно разузнавачкиот сектор, која засега ја има само на хартија.